Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ канал од Вис, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надам дека ќе успееме во тоа и на моје огромно задоволство, после подолго време, ви го представувам мојот добар пријател и чест гости на програмата на ТВ канал од Вис, професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар, епилептолог. Добар ден и добродојдовте во нашево студио, во нашава емисија. Благодарам. Добродојдов. Поздрав на сите мои драги пријатели во Струмица. Ово ми е второ гостување. Во ова, ако не се лажам, тоа беше непосредно пред пандемијата. Така нешто. Значи има тачно... Да море беше во пандемијата. Не. Пред пандемијата беше тогаш и се сеќам во. Немаше уште маски, немаше уште ништо. Така да доста време замина. Така. И од тој период, мојата маленкост, јас сеќам тогаш ја промовиравме 39-та и 40-та книга. Така е. Сега имам 64. Токму тоа сакав Да. да ве прашам. Моето прво прашање, значи бидејќи ние почесто се гледавме и секогаш нашите разговори беа разговори со повод, а тие поводи беа вашите убави книги кои излегуваа од печата. Што се случи во оваа пауза од последното ваше гостување до денес? Велите нови книги. Значи, колку? нови монографии, од кога гостував тука промовиравме од агресија, односно агресија мојта на човечкиот деструктивен нагон, тоа е 39-та, и 40-та, мислам дека беше монографијата за мене, библиографијата, што ја донесов. Пандемијата не затвори дома и јас имам, тоа морам да го кажам, оти ќе испадне многу нескромно, бидејќи тоа е мал период за кој сум напишал многу книги. Значи, мојата маленкост е дел од Европска енциклопедиска група. Така. Ова Македонија веројатно не го знае. Веќе 30 години. Таму имаме со нив имам издадено, последна ќе ви покажам таа 4 светски енциклопедии посветени на невромедицински, кои ние сме ги овде промовирале. Значи, зошто ги споменувам? Затоа што таа група, тоа е огромна група, околу 35 души сме внатре, има најповеќе французи, има тројца белгијанци, има од Швајцарија 20 лекари, пардон, мојата маленкост од овој целиот дел на Европа. Од југоисточниот дел на Европа. Од целиот дел и до Азија. Да. Нели? И имам уште еден колега од Бразил, многу добар пријател. Значи, тоа се, би рекол, стручњаци за таа област. И до сега, како веќе реков, издадовме 4 енциклопедии светски. Едната ми е носам да ја видите. 2006, 2007, 2012 и 2018. И да не биде нескромно, 2012 година нашата енциклопедија доби европска награда за најстручно дело на ниво на Европа за 12 година. Наградата се вика Херман Фишголд. Да не бидам погрешно разбран, не ја добив јас наградата. Така, сите. Наградата ја добивме сите, целиот тим на енциклопедијата. Така. Сега, зашто го споменувам ова? Го споменувам затоа што јас донесов и подарувам на невролошкото, невропсихијатричкото одделение на Струмичката болница, еден арсенал од околу 30 на 40 книги. Целта за која морам да нагласа посебно со професор Дитман. Ние сме тројца автори овде, професор Дитман и Татјана Чепреганова Чанговска. Така. Значи, ова ако може, која камера гледа, ова да го прочита. Значи, тоа е пред 30 години, со професор Дитман во една кафана седиме и го направивме проектот кој го преточивме во овие 27 години во Франција. Вели вака, дисинј ала топографии е ала натир де ла лезион. Тоа значи од знак и топографија
на една промена во мозокот до природата на лезијата значи да опишеме сите можни структури во мозокот Така. од невролошки аспект и ние тоа го направивме. Тоа е еден проект кој трае 26-7 години. Така. Не верувам дека во Македонија има таков проект кој може да трае толку долго и да издржа толку луѓе. Јас ќе ви кажам оти има. Има. Има еден проект кој се вика ТВ Канал Вис, кој слави кој годинова слави 30 години. Ето, да. И тогаш кога имавме емисија, значи ние тоа е било, да, октомври е било тоа. И тогаш беше прославата, што беше пред пандемијата, ако ви ги завршаме пред пандемијата. И сега да се завршам мислата. Значи ние направивме енциклопедиски пристап со 40 монографии, околу 20 и нешто хиляди страни, на сите структури во мозокот. Ќе наброам неколку. Фронтален лобус, темпорален лобус, париетален лобус, оксипитален лобус, инсула, бела маса, мозочно стебло, кора на мозок, базален ганглии, докторите ќе ме разберат. Мозочно стебло реков, мезенцефалон понс, медула многата, рбетен мозок, за сите имам книги, нели? И сето тоа е една енциклопедија која е професор Дитман, кој е мојот најдобар соработник, и тој ме храни. Значи, богатството на овие монографии е во референците. Тоа се најновите референции кои излегуваат во светот во актуелниот момент. Нашите 6 секретарки ги собираат и ми ги, не само на мене, ги реферуваат на сите. Се што се случува на тема мозок и кишмена мождина. Може представите какво богатство, и затоа ги напишавме. Така. Значи, овде имаме 30 на сега 40 имам книги. над 30 книги кои ги подарувам. Да. Значи, тоа е една макотрпна, морам да кажам, и тоа јас уживам во тоа, во која работи Чанговска, која е веќе во Америка 3 години. Она го следи америчкото подрачје, така да речем, и ние овдека следиме Европа. Така. Многу накратко, само нешто да ве прашам. Колку книги се случија во времето на пандемија? Колку 24. 24 книги. Сега монографии. Тоа е заверувале. Овие се тука. Да, тоа е заверувале или не. Некој ќе каже како е можно сега за толку краток временски период да се направат толку книги. Но вие имате свое објаснување. Многу кратко. Јас земав еден принцип од Франција. Прво, 2 принципа усвоив во моите карактерни особини. Одговорност, што е немо Македонија, тоа морам да го кажам, честни исклучоци, али огромен дел од македонскиот народ е емотивен и нема таква одговорност. Втората е колегијалноста, односно консултацијата. Така. Значи, за ова ме храни Франција, јас се консултирам за секое поглавие со мојот шеф, кој е светски стручњак, светски стручњак, признат. И тоа богатство морав да го пренесам. Така. Би бил... Значи, материјалите просто ги имате, само требаше да се... И уште еден момент кој е многу битен, што го научив во Франција. После, јас имам околу 150.000 пациенти во мојот компјутер. Така. И од Струмици има околу 10.000. Така. Во компјутер, по име, по презиме, по диагнози, и групирани по групи на болести. И сето тоа е готово, само сето треба да се... Сето е готово и требаше само сега, имаме да се време, синтетизира, повеќе, така. да се тоа синтетизира, така. Да се тоа акумулира и да се на некој начин разработи социјалната Добро, и тоа. Тука имаме од тие 60 на ваши книги. Јас само ќе ги представам. Само накус, ќе вам насловите. Значи, венозни мозочни тромбози. Так. Ретка патологија, али присутна. Кортикални малформации. Изворедно важно подрачје, посебно за гинеколози. Огромна книга насловена како симптоматски епилепсија. Имавате само на кабелот, таму, на кабелот, така, го пазам, и само да вас страна. Симптоматски епилепсии. Нема епилепсија која не е обработена и фактор кој не е обработен.
Понатаму кортикалните малформации ги кажав и донесов по 2-3 примисори. И посветив посебно внимание на хипофизата. За хипофиза напишавме 4 монографии. Значи, интраселарни, латероселарни, сега не се поред, после Не ќе се ги добро, кажам. уред. За сон посебна, За значењето на сонот. значењето на сонот, патолошките состојби и така натаму. Потоа имате епилептологија која е заедно со симптоматските поврзани со сите новини од последната година од светот. Понатаму мозочни исхемии, многу битна работа за сите мозочни тромбози. Симптомите, односно белата маса, со сите пореметувања во белата маса. Докторите ќе сватат која е големината на овие книги. Понатаму една многу добра книга која многу брзо ја книга не сум продал, одма да кажам. Сам ги финансирам, али ги давам на колегите само и само да ја подобриме да напредува фундаментот делот на медицината, македонската така. наука. Старење на мозокот е една извредна. Понатаму за мозочните тумори, интрааксијални и екстрааксијални мозочни тумори. Ова се интрааксијалните мозочни тумори, ова се екстрааксијалните мозочни тумори. Така. Напишаме една феноменална книга за која сум ја лично задоволен. Се вика Акутни и дегенеративни миелопатии за вратната кичма. Многу осетив дел од нашето тело. Тоа се се монографии кои имат по Јас ќе ги префрлам овде, 60-70 добро. страни. Оваа сум ја дал, тоа е библиографијата што ме направи библиотеката во Штип. Во Штип. Една интересна патологија која се вика интракранијална хипертензија и хипотензија. Многу интересна и многу загонетна, на која во Македонија не се притива внимание. Една монографија која се бави со најважните симптоми во неврологијата, афазија, апраксија, агнози, олфакција и густација. Понатаму еден диагностички прирачник за аспектите на патологијата кај возрастната популација. Обработени и овде тука има една партија која се вика социјална когниција, која мислам дека ти пратив дел од неа и сакам да поразговараме. Тоа е мигот и нашето постоење. Секојдневието. Така. Ќе зборим малце повеќе. Опишавме целата инфективна патологија на мозокот. Се што како болест заразна може да се јави, вклучувајќи го и ковидот. Добро. Фронтален лобус, темпорален лобус, посебни. Имам и темпорален, ово е фронтален и париетален, меѓутоа ја нема више да ја подарам на децава. Имам еден превод на албански, се вика стрес, несоница, анксиозност, депресија. Веројатно немате тука од таа популација, меѓутоа нека имат. Еден комплетен компендиум посветен на работниот мозок. Значи, сите книги имаат анатомија, васкуларизација, интерконтакти, патофизиологија, клиничка слика, диагностика, терапија. Тоа е принципот по кој се направени. Понатаму медуларни васкуларни акциденти, само за кичмената мождина, медуларни васкуларни акциденти, пандан на мозочните исхемии, мозочни хемораји, значи крварење во мозокот, и еве ги уште вие двете од цела Турцика која остана, значи инфраселарна и суперселарна патологија. Монографија многу книги и тука е таа монографија. И монографија, односно енциклопедијата светска. Има 4 вакви. Ова е таа што е наградија 2000. Јас сум ја многу употребувал, затоа не ја давам подарок, таа е моја книга. За која сме навистина поносни. И јас сакам да покажам на не знам дали ќе може камерата да го види. Да, но може да го прочитате, да го прочита, дека овде вели главниот автор и овде под авторот тој со име испод него Македонија, може да видиш. Да. Ова
Значи, ја За неја сме зборувале, за јас колку што знам. Македонија правам со ум, не со знамење и со мавање на протести. Така, Со ум. така. Во цел свет. Ова е отидено во 6000 примерци, едно издание. Пута 4, тоа 24.000. Нема установа во светот медицинска, осим македонската, јас сум ја поклонил тука, на нашата библиотека, која нема таа. Супер. Ето, тоа е, ова го и поклонувам. такви енциклопедии има уште 3. Уште 3. Така, 2006, 2007, 2012 и 2018. така, Ги поклонувам на невролошкото одделение на болницата така. и на драгите колеги, ако некој има интерес, не за пари, Така. јавно го кажувам, тоа не сум продал книга, нека дојдат, се што имам се уште, ќе им дадам. Така. Браво. Во рака, као подарок. Браво за Само вас. нека ја следат науката и нека одат напред. Благодарам многу. Браво за вас, господине Чапраганов. Навистина импозантно е вашето дело и тешко кој во наредниве 100 години може да го достигне ова што вие го направивте. Не патам од... Значи, ја во таа земја што е Франција научив како да работам и што треба да работам. Така. Значи, не ме интересираат никакви, нити сум побарал помош од некој. Ова е самостојна работа, професор Дитман, мојата маленкост и Татјана Чапраганова Чанговска. Еве, ме падна договор да поразговараме ние малку за филозофијата на нашето живење во денешни услови или за законот на мајката природа. Колку ние Законите или на мајката природа. Добро, може. Може Одлично. така. Законите на мајката природа, колку ние тие закони ги почитуваме и така натаму, па јас би почнал со нашата совест, интелектуалност и капацитет или ментален склоп во тој однос. Ајде збор тоа. Многу важно, за некого може би тешко, за мене лесно прашање, бидејќи го вработив во 4 книги кои не ги донесов тука сега, бидејќи се малку од постар датум. Една се вика, ние сме ги промовирале стрес и ние. Второ се вика стрес, несоница, анксиозна депресија. Третата се вика од агресија до љубов и четвртата се вика агресија, моќта на човечкиот деструктивен наgon. Не сум сам, таму и Теодора Костовска, почитувана психолог, на кој должа многу, Така. со која ги напишавме тие 4 книги. Меѓутоа, во една од овие книги што ги давам тука како подарок, нели, ќе го нагласам посебно, напишав една партија која се вика социјална когниција. И Што во тоа таа партија значи? Да. ги опишав најважните елементи од нашето постоење. Многу кратко и многу сажето ќе го представам тоа. Пардон. Значи, ние сме составени од два компартименти. Едниот е психа, другиот е тело или сома. Целта на нашиот организам, за тоа постои структури, е да бидеме во хармонија. Затоа што таа хармонија ја прави, и ние сме личност, во која има 8 психички функции, да не ги набројувам, памтење, мислење, нагони, внимание и така да афект, не е важно, сите, и тие треба да бидат во една хармонија. Тој конгломерат од 8 психички функции кои се под плаштот на нашата свест. За свеста постои формација ретикуларис, на кој сум напишал книги, во мозочно стебло кој одржува нашата свест да знаеме кој сме, што сме и каде сме. Меѓутоа, ништо, драги мои каладжије, во нашиот живот што правиме, не се случува случајно. Како ги држам јас раците, како зборувам, како те гледам. Така. Гледам мрдено, ке те јадам и те гледам со осме. Тоа второто повеќе го заслужувам. Јас мислам дека е така. Значи, ништо во нашето однесување не се случува случајно. И се враќам, мајката природа вели, јас те наградив со живот, ама и ќе ти дадам 4 закони кои треба да бидат вткаени во тебе, во сите на мајката земја планета,
за да го живееш животот квалитетно, нормално и што подолго. Оти вечност нема. Зошто? Тие 4 закони се. Јас имав тоа посебно прашање, но поверете. Добро, одма за да може да објаснам. Да, ворете. Апоптоза, хомеостаза, матурација и закон на посилниот. Апоптоза, со 2 реченици, е закон на мајката природа, према кој штом се родиме, нашите клетки почнуваат да стареат. Нема исклучок. И зато нема вечност. Значи, нашите клетки, штом сме го земале првиот здив, веќе имат матрица на старење. Различните органи, различната должина на старост. Тоа е закон на мајката природа. И сега мајката природа вели вака, колку ќе ги пазиш тие клетки, нивниот живот, зависи од тебе. Од начинот на живот, од исхрана, од клима, од загадување, од стресови, да не набројам, многу фактори. Не е исто дали живеам на екватор или во Сибир. Не е исто дали живеам во средните европејски земји, така значи има многу фактори кои влијаат на време траењето на должината на животот на нашите клетки. Дали сум јас? Така. Тука спаѓаат и ризикофакторите кои ги имаме сите. Хипертензија, диабет, хиперлипидемија. Да не травматизирам. Што значи тоа? Значи, ако успееш да ги тие фактори на некој начин и се хармонизираш во тек на животот, ти правиш една способност, подобност на твоите клетки да имаат подолг живот и поквалитетен живот. Дали сум јас? Така. Тоа е многу важен закон, затоа што Тоа е првиот закон. Првиот закон зависи од нас. Така. Вториот закон, хомеостаза, е више биолошка равнотежа на сите биолошки метаболитни функции во нашиот организам. Постои една регија, хипоталамус се вика, која е диригент. Таа командува со сите, со срце, со плуча, со работа на мозокот, работа на цревата и така натаму, да не замарам. Хипоталамусот таму се наоѓаат сите центри и преку автономиот нервен систем, симпатикус и парасимпатикус, тој диригира со нашиот метаболизам во нашето тело. Целта е да биде исхармонизиран, да биде нормален, да нема отстапување од метаболитните процеси. Така. Третиот закон. Мајката природа вели, јас кој ќе се родиш, ќе ти дадам само една така наречена рационална когнитивна интелигенција, тоа е 10%. Тоа е инстинктивно нагонски дел. Ние се раѓаме со тие. Значи, не се раѓаме што порано се мише табула раза, не. Ние имаме нагони во нас. Во тој инстинктивно нагонски дел многу е битен така наречени поле другите нагони, деструктивниот нагон. Деструктивниот нагон е да убивам. Човек на човека е волк. Што го носиме ние во нас? Меѓутоа. И тоа е се повеќе така. Меѓутоа. На тој 10% когнитивно-рационален дел со кој се раѓаме, доваѓа сега една огромна надградба, акумулација, инкорпорација или во мојата наука се вика аквизиција. Ставам во себе на прво место воспитание. Тоа е најважниот фундамент во карактерологијата на еден човек кој го наследува во првите 7 години од животот. Фамилија, мама, тато, браќа, сестри, дедо, баба. Излегувам надвор, околината, излегувам поеќе школото, професорите, градот, државата. Сето тоа има огромно влијание во нашиот воспитен процес, тоа е процес еден, кој го ние следиме во текот на животот, за да созрееме. На воспитанието, вториот параметар во матурацијата, за мене најважен, кој ни фали у Македонија, за жал, честни исклучици, тоа е едукацијата, тоа е образованието.
Книгата е насушната потреба и храна за секој човек. Знаењата и резервуарот на знаењата се иднината на една земја. Земја во која нема добра едукација, нема иднина. То гарантирам. Така е. Ја го слушав Жак Ширак на едно отварање на една школа во Париз. На професорите им рече една убава реченица. Вие сте иднината на Франција. Од вас зависи А иднината на преку вас и Франција. вашите ученици се иднината, така. Тоа е символика. Така е. Преку нас на вашите ученици. И сега, шлагот на тортата на една личност во нејзината матурација е инкорпорацијата на 4 норми. Социјални норми, морални норми, етички норми и духовни норми. Мислам дека на голем дел од мојот народ овие и едукација и овие норми му фалат. Додиме на третиот закон. Не, Добро. ова е третиот закон. Така. И четвртиот закон, кој мене не ми се минесува. Јас не го сакам. Јас сум доживеал таков шок со тој закон, ќе го кажам тоа јавно, како сака нека ме разбере. Тој се вика закон на посилниот. Во мајката природа постои закон на посилниот. Сите собитија во Македонија, ви гарантирам, од научна гледна точка, во последните 100 и 120 години, што ги доживуваме, се резултат на законите на законот на посилниот. Тој што е посилен од нас, бидејќи тој ја креира политиката и животот наш, не ние. Ние не можеме. И мојот професор, ова јас го научив пред 50 години. 70-те години слушам во Париз еден од најголемите, ќе го кажам, тоа ти е многу поучно. Еден од најголемите професори во светот во тоа време за психијатрија. Ја бев на неговата клиника. Ме знаеше, седам втори ред. Збори за законот за посилниот. Ќе парафразирам. Само големите птици летаат сами. Малите летат у јато. Така. Мора да бидеш паметен, да летнеш у јатото, да пафташ и да држиш правец. Оти ако излезеш од јатото, орелот ќе те лапне. Така. И големата риба јаде малата кога да посега во животот. Затоа тој закон е непредвидлив, недобар за малите нации, ама постои. Во тоа е трагедијата, што тој постои, мртв малце. Што значи што? И сега јас бев погоден многу, како представник на мала нација, после часот станувам пред цел аудиториум од 600 души, го слушаам многу луѓе доаѓа од светот. Така. Викам, професоре, јас припаѓам на една мала нација, значи ли тоа да ја кршиме кичмата? Тој се насмеа и ми го даде следниот одговор. Го кажувам ин тото. Те знам кој си, те знам од каде си. И ова е типично балканско параноидно прашање. Вие, вели, вака со прстот покажува на мене, немате атомска бомба, ма треба да имате атомски ум, за да знаете и да умеете да се снајдете, да преживеете и да бидете осклоп на целото друштво друго. Тоа е вашата идеја. Така. Оти, вели, едно зајче или срничка, кога во џунглата ќе го види лавот, она бара начини кои вие, како да се спаси да не биде изедена. Многу си голема символика, шок. За мене шок. Меѓутоа, јас сум го сватил тоа. Јас сум го осетил тоа. Како тако? Како? Многу едноставно. Кога отидов во Франција, првите 3-4 месеци јас бев на мониторинг. Значи, вие доаѓате од мала земја која никој не ја почитува. Додека не се изборите со вашиот ум, ако го имате, да можете да седнете на трапезата. Дали сум јасен? Така. И тука ќе го поврзам така наречениот миграционен синдром. Огромен дел од моето население, од село X, оди во Сиднеј, оди во Њујорк. Тој од една средина упаѓа во друга средина со норми на однесување, граѓански норми. Има 3 исхода.
или во тек на години со многу напор ќе ги прифати, или ќе заврши во лудница со многу симптоми, или ќе се врати назад. Така. Зависи од неговиот интелектуален квантум. Дали сум јасен? Така е. Значи, се на решението на тој закон на посилниот зависи од интелектуалниот, емоционален, интелектуален квантум на една личност, за да може да го согледа проблемот, да го свари во себе, да го реализира на начин да може да се вклопи во тоа друштво. Дали сум јасен? Така. Господин Чупреганов, јас сепак би предложил ова емисија да помине во духот на дуодрама, а не монодрама, нели? Значи да биде тоа сепак диалог. Ова беше еден мал вовет. Јас сум за, нели, признавам и предгледачите, а и пред вас, за мене се во ова за кое досега зборувавме. Не, вие ги правите законите, ама не сте ги чули, не сте ги, не ви ги кажа. Сето тоа за мене е шпанско село, меѓутоа низ прашање како љубопитен човек. Ти живееш со тие закони. Апсолутно. Слушам. Кога зборуваме веќе за ова, ми интересира дали ние имаме планетарна совест, кога зборуваме за законитостите на мајката природа и колку личниот и националниот психопрофил имаат влијание во тој однос. Фајн. Добро прашање. Ептен добро прашање Така. и ептен големо прашање. Значи, пак ќе го повикам мојот професор, од кој за прв пат у животот чув 70-ти години за планетарна совест. Така. Тогаш, тој господин зборуваше за 3 екологии. Првата екологија ја нарече компортементална. Загадување на вода, воздух, почва. Не секам да зборам, голем проблем. Меѓутоа, тамо тогаш прв пат чув дека ќе постојат и биолошки вирусни војни. Пандемијата е за мене трета светска биолошка војна со вирус. Добро. Кој сака, како сака, нека ме разбере, не сум политичар. Али од полето на невронаукот така ја гледаме ова поставе. Втората екологија за која збореше, само ќе ја спомнам, се вика нутритивна. Тоа е ЖМО. Тоа се генетски модифицираните организми. Тоа е еден од најголемите проблеми која молекуларната генетика во овој момент нема одговор. Што ќе стане и на кој начин ќе мутираат нашите клетки после 50 години? Абсурд. Не знае никој. А ги папаме. Има 80-90 производи, не знам дали си видел, јас оваа година гледав едни јагоди волкови големи. Не може да биде јагода толку голема. Така. Тоа е ГМО. Тоа е ГМО. Генетски модифицирани организми. И третата за која сум дојден, и за која зборев цело време, тоа е така наречената екологија на духот. Тоа се интерперсоналните односи. Тоа е она со која ова моје убаво дете живее. Живее и ќе живее. Тоа е сите што живееме во секој миг. Затоа што Конфуција пред 6.500 години, тоа сум ти го кажал, ама ќе го повторам, знаеш што рекал? Историјата е минато, меморија од која треба да учиме поуки. Ние за жал ја повторуваме. Имаме многу кратка меморија, еве сега се деси тоа на изборите, имаме многу кратка меморија, забораваме се што било и така да, и правиме па иста грешка. И днината илузија. И Конфуција рекол, секој што го употребува глаголот ќе, лажи и манипулира. И тоа не се дешава. Со тоа што вели, ќе осмислиш, ние осмисливме ова. Пред 30 години. 30 години го работиме ова, ама го направивме. Никој не знае. Значи, ќе осмислиш, ќе ја одреализираш и тогаш ќе кажат другите и делото дека си го направил. Тоа е иднината. Се согласувате ли дека таа трета екологија, која е екологија на свест или на умот, нели? На умот и на умот е многу најважна за да се справиме со претходните две, со проблемите што се наметнуваат од претходните две. Така. До планетарната совест. Така.
Во таа екологија, последните 20 години излезе еден нов момент што се вика социјална когниција. Добро. Што вели социјалната когниција? Значи, социјално препознавање. Да го разберам соговорникот, да знам да разговарам со него, да го почитувам и тој има мислење и јас имам мислење. Ако јас имам две карактерни особини кои се викаат, ќе ги кажам само после ќе ги објаснам. Хипертрофија на егото и малигна нарцисоидност, за мене ти не постоиш. Постои само моето мислење. Бидејќи јас сум заљубен во себе и во своето его, кој е хипертрофирано. Се што ќе каже ова дете е капитулантско, дешперантно и инфаустно. Ти не знаеш ништо. Јас сум тој кој знае све. Тоа е трагедија во животот. Во екологијата на духот, третно не го кажав од Конфуција, е мигот. Во мигот важи овој закон. Тоа е начинот како се ние однесуваме, како се ние почитуваме, како ние живееме, како се разбираме. Има две главни особини. Ако ги има соговорникот инет и суета, бегај од него, со него нема разговор. Треба да има флексибилност и толерантност. Кај ти одговорив на прашањето? Да, тоа е кога зборуваме за планетарната совест. Планетарната совест е виш степен на сите овие функции кои што ги реков. Затоа што треба да пазиш и на екологијата на духот, како се однесуваш, ама и на земјата која ти го дала животот. А тоа е загадувањето на водата, на почвата и на воздухот. И ако од планетарна гледна точка се сведеме на личниот и националниот психопрофил... Тешко и горко на нас. Добро, што ќе кажеме... Тешко и горко на нас. Нашиот живот ќе стане хистероиден, ќе стане со протести, со тепачки, со нон-стоп агресија, со една вербална агресија, која е секојдневие во нашиот живот, тоа го гледам. Јас, например, може да кажам на вистина, овие избори сега на телевизија не сум ги видел. Не знам што се решава, оти сум видел 2-3 работи кои ме... За зачувување на психичкото здравје. Тоа е вербална агресија страховита, страшна. И има големи... Мојата трагедија, знаете во што е? Што јас ги знам последиците. Секоја вербална агресија. А ова сакам да го запамтиш. Вербалната моја или физичка агресија значи интелектуална моја немоќ. Тоа да ми е јасно на сите. Без разлика дали сум ја ова или она и така дали. Што ми имам вербална агресија, јас сум интелектуално немоќен. Бидејќи јас со разговор не можам да те победам. Јас во Франција сум видел 5 изборни кампањи. Вакви агресии не сум видел. Тие се почитуваат. Тој председател, лидер, и така дали, има почит према него. Не може, овде не само, значи, интелектуална немоќ неверојатна. Затоа што секоја вербална агресија е резултат на тоа. Тоа е начин на однесување, начин на култура, начин на социјална когниција, која, за жал, честно исклучујќи, пак ќе речем, ја немаме. Така. Требајќи го се нарија... фундаментот на нашиот секојдневен живот. И, уште една реченица, може? Да, повелете. Сето тоа, како стресогена состојба го примаат консументите, народот, и тоа му прави еден дисбаланс, тоа имаш прашање, мислам, стресоген и се раѓат психосоматски болести. Тука сум загрижен. Така, да бидам искрен, правејќи го концептот за оваа емисија, веќе помалку ми одговоривте на, речиси, најголемиот дел од моите прашања, бидејќи еве, но, она што ме интересира, што вели модерната психологија за личностите во ова современо време? Какви сме? Значи, прво треба зрелост, мудрост, висока емоционална интелигенција, во која има интерконтакт, во кој има интелектуална зрелост. Оти интерконтактот е резултат на нашата интелектуална зрелост. Ние не се караме сега. Јас немам агресија према тебе и ти немаш агресија према мене. Ние изнесуваме факти
кои сакаме да помогнеме во нашите меѓусебни секојдневни односи. Тоа е целта на животот. Така. За да можеме да си го исхармонизираме животот. Не да го правиме со агресија и посебно со вербалната агресија. Така. Оти таа ни прави болести. Не травматизирам. Тоа е вистината во животот. Тоа се психосоматските болести кои Александар ги има опишано 1917 година. Така. И ти сега модерните болести. Инфаркти, срце, плуче, односно мозок и така. Така. Да не зборам, карциноми и така натаму. Не травматизирам, а тоа е вистината. Од секојдневието ние во нас правиме една револуција, дисбаланс. Секој стрес, ово сакам народ да го запамти. Во моментот кој јас ќе ја примам агресија, навреда, обично, нека биде псовка. Во мене, мојот организам во наносекунди реагира и прави дисбаланс на хормоните, на допамин, на серотонин, на гама-аминобутерни киселини, на глутамат. Тоа се нейромедиатори, да не зборам многу медицина, да бидам разбирлив. Така. И тие, шом се во покачен ниво, го оштетуваат мојот, твојот, на сите на мајката, не само кај нас, на сите на мајката земја планета. Така. И тие се изворот на психосоматските болести. Тоа е она што мене као човек кој веќе 60 и толку години во медицината ме загрижува. Јас сум го видел, јас сум го осетил, јас го гледам на милиарници пациенти. Резултат на Така. милието средината во кој живееш. Така. Зборувавме за воспитанието како мощне важно во нашата матурација. Апсолутно. Зборувавме за моралните, етичките, социјалните и духовните мерки кои треба да се почитуваат, нели? Дури зборувавме малку и за стресот и деструктивниот нагон. За стрес не сум го уште. И Не, за деструктивниот нагон. го спомнавте само. Го спомнав, Тоа да. беше, тоа е моето следно прашање. Добро. Но, и кога зборувавме за законите на мајката природа, колку ние ги почитуваме тие закони или одиме против нив? Значи, ќе ви направам една анализа, психоаналитичка анализа на мојот народ и на моето поднебие. Внимавајте, Жал. само на микрофонот долу. На микрофонот, Така, во ред, добро. во ред, добро. Во ред. Ево, настрана е. Што значи тоа? Ние сме живееле 500 години така како сме живееле. Сите тие собитија имат огромно влијание во формирањето на нашиот ментален статус. Да. Затоа што значи односот на една личност во даден момент према друга личност? Има 3 елементи. Првиот се архетиповите и колективното јас, кое вие во вашиот психопрофил го носите. Тоа е криптогено богатство наследено од предците. Докажано, не од Преганов. Така. Вториот е инпутот на сето она што зборев, што се оставиле во вашето свесно јас во текот на животот. И третиот е експутот. Оно што го јас продуцирам, што е огледало на мојата личност. Дали сум јасен? Така. Значи, за жал, во нашиот експут, кој е заснован на менталниот склоп на нашиот народ, има многу фалинки. Не затоа што сме сакале, затоа што било времето такво. Сме биле под, да не кажам робство, под некој во мојата наука го викаме ние супер его. Че сме биле надгледувани нон-стоп од некого. Што значи тоа? Тоа значи дека моето его е многу рудиментарно, многу притаено, многу мирно, многу тивко, многу малечко. Моите предци, за да излезат од куќата, прво могла да отворат врата да видат дали има некој, дали може да излезе. Така. Тоа е голем момент во животот. За образование не зборам. Така. Образованите луѓе биле редкост до пред 50 години. Тоа е... Вие го знаете. И сега што се случува? Тоа значи дека во нивниот
во нивната подсвест, во нивните архетипови, во нивното колективно јас има према Јунг, има многу голтнато негативни конотации. Милиони. Тие негативни конотации не се заборавени, тие се Така. криптогено богатство, за жал лошо. Во момент кога овие 30 години ние останавме сами. Така вели науката. Ќе преганавме дел од неа. Невронауката го објаснува ова на овој начин. Кога останавме сами, немаме сега супер его. Значи, ние сме на некој начин ослободени. Сето тоа богатство криптогено со негативни конотации и психоемотивни напливи кои е потиснато во нас, излезе на површина. Така. Сите може да наречем, Да. сите знаат, сите можат, сите прават, а немаат инкорпорирано знаење, социјални, морални и етички норми. Го слушнавме вашето размислување и Не е размислување, тоа е теорија напишана од попаметни луѓе од мене. Околу почитувањето на закономерностите на мајката природа, добро. Убав дел од овој разговор посветивте и на егоизмот, што Тоа е една од особините на карактерот на овие луѓе. Егоизмот. мора да се признаеме, во секој од нас лежи по еден егоист, но во некој од нас тој егоист е многу поголем, во некој многу помал. Го има тоа во... Да, Да повелете? те поправам. Да. Тоа е, јас ги величам моите лични особини односно на твоите. Сметам дека се поголеми. Така. Меѓутоа не сите луѓе такви. Да. Тоа се мора, тоа се вика малигна нарцисоидност. Ако јас само моите особини ги гледам, а не ги гледам твоите, бега од мене. Така. Дојдовме до она што велите дека заслужува малку повеќе внимание, а тоа е стресот и деструктивниот нагло. Одлично. Значи, Стресот е тема со која вие многу често се занимавате и во вашите предавања. и сум напишал многу. И сте Заедно напишале со многу, Тодора. така. Значи, тоа е секојдневие. Што значи стрес? Стрес значи пореметување на интегритетот на една личност. Ти ко личност имаш свое его, свое јас, до кое држиш во одредена флексибилност, толерантност, почитување, умење, знаење, и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, ако некој ја повреди, го повреди тој интегритет, тојата личност почнува да се буди. Така. И во нашиот мозок, за жал, значи, постојат две структури, во името на стресот зборам сега, кои се во постојана спрега. Тие се во борба. Така. Едната структура се вика емотивен мозок, тоа е хипокампот со амигдалата, лимбичниот систем, да не ве замарам со медицина, имам цели книги за тоа напишано, и вторите е префронталниот лобус. Префронталниот лобус е практички рациот, диригентот на се што ова дете треба да направи, да каже, да проектира, да сними, да чуе, да перципира, да разработи во себе и да даде одговор. Префронталниот лобус е тој кој што контролира све. Сега, мојот мозок има перцептивни органи со кои прима струја, температура, однос, шум, бука и така да, вибрации, све прима. И за се има структури одговорни кои дават одговор и држат хармонијата, кажав, хипоталамус. Сега, кога сме ние во една стресогена состојба, и ако јас не сум успеал да мој деструктивен нагон, кој го носам од раѓање, го ставам под контрола, што се дешава? Мојот лимбичен систем, мојот емотивен мозок, ги прави психоемотивните напливи, ги прави емоциите. Така. И тој надвладува над префронталниот лобус. Јас сум хистероиден, јас сум нападен, јас сум со вербална агресија и така натаму. Јас сеам омраза, злоба,
завист, љубомора, параноја. Сите негативни особини, затоа што мојот деструктивен нагон е во high fidelity. Господине Чопреганович, да привршуваме веќе, да ја приведуваме емисијата до пред самиот крај. Како? Постои ли некаков механизам кој може да го употребиме за да го совладаме егоцентрализмот во нас, да ја намалиме потребата од агресија, да го победиме нарцисоидот во нас? Фајн. Тој е фундаментот на нашиот живот. Да. Како и некој начин. Затоа ги споминам сите. Прво е воспитанието. Второ е фамилијата. Трето е едукацијата. Четврто сите овие норми кои ќе ги спомнам, социјално, морални, етички. Сето не можам, ниту ја, ниту ти, ниту било кој на мајката земја планета да го инкорпорира во себе во една минута. Тоа е процес. Процес на кој во мојата земја гарантирам, честно исклучи, че никој не мисли. Ако нешто ме боли, тоа е образованието, тоа е воспитанието, тоа е да созрееме луѓе со интелектуален капацитет, кои знаат да размислуваат, знаат да ги гледат работа. Што е интелигенција? Со една реченица. Интелигенција е способност на една личност во даден момент за дадено дејание, дејство, промена, проблем, појави и така дале, донесе соодветно решение кое може би се коси со неговите норми, али во тој момент требало да го донесе. Да бидам искрен, сум прашал еден човек X, не е важно како се вика, не е више жив, Бог да го прости, зашто се сложил, може ке сетиш, со името Фиром. Тој знаеш што ми рече? Во тој момент да ми речеа Монголија, Монголија, затоа што оваа земја требаше да влезе во Обединетите нации. Тоа е интелигенција. Не е важно кој е, ама јас го сватам толку акт на голема интелигенција. Значи, прво и основно е да се обмисли од градинка до зреењето на лично до 18 година, како и на кој начин и по кој патишта, со кои професори, со кои школи и така натаму ќе помине тоа дете. Тој е индивидуум. X или Y. Дали ме разбавате? Значи, тоа е процес кој треба да се обмисли во една земја. Тоа е основата на оваа земја. Не се да го учам ја како да мава со знамења и така да не. Национализам, јас сакам својата земја. Заврши играта, никој нема. Овде, во сите книги пишува Македонија. Но никој не сум кажал. Ама, да правам вакви онакви од национализмот, знаете ли што пише во нашите книги? Параноја. Така. И за самиот крај. И кој ти го дал само на реченици тоа право да ти некого понижуваш, а да ти бидеш фрст. Така. Нема што. Така. Мора да почитуваш туѓо мислење и тој има мислење и ти имаш мислење. И да најдете заеднички јазик. Апсолутно. Слушам. Каква би била, за самиот крај, поуката од се ово што досега го говоревме? Јас ќе ти прочитам. Јас сум напишал тоа. Сум го напишал за мојот народ. Не знам ќе го најдам. Ќе вклучувајќи ги сите теми кои ги обработувавме во делот на законите на мајката природа. Добро, може тоа и да го испарафразираме. Не го имам јас тука. Велам вака, поуката за нашето секојдневие и нашето постоење. Така. Го напишал. Умот царува, а моќта и снагата трулат. Тоа е енграмот на енергијата на најмоćната променада на цивилизацијските психоемотивни и интелектуални основи и смислата на животот. И сега давам основата за која се интересираш. Да живееш и да постоиш значи да учиш, да работиш, да твориш, да креираш, да ствараш, да умееш, да почитуваш, да те краси емпатија, флексибилност и толерантност. Значи да имаш изграден свој
психопрофил со богат резервоар на знаења и инкорпорирани норми во совеста на собственото его. Така. Ме разбра? Тоа баш како за крај, одлична поука и она што уште нешто сакам да ве прашам. Кога Методиче Преганов ќе се појави пред Струмичани, не пред камерите на ТВ каналот ВИС, туку со едно свое предавање, на која тема, ние малку договараме Јас нешто мината недела држа предавање во Битола, да. за законите на мајката природа и бил многу изненаден. Пријатно се разбира, немаше као на предизборната кампања, нели, 100, Да, и 300 оглед на души. пандемијата, така? Имаше, да, имаше едно 70-80 души во централниот дом во Битола, ми направија голема чест, заради мерките, нели, седеа луѓето Апсолутно. настроени. Меѓутоа, тоа беа сериозни луѓе и добив многу слично на вашето прашање од една сериозна жена која ми рече: "Што да правам? Да викам на мојот маж или да земам диазепам?" Да, мојот одговор беше подобро да земе диазепам него да вика. Така. Ама, и реков, со вашиот маж ќе седнете, да, беше прашањето и е малку шаблонизирам работава. Разговарајте, договорете се. За се може да се договориме. Нема, осим вечноста, нема ништо што може да остане без договор. Ама зависи кој разговара, дали сака да разговара, дали сака да се договори, колку има нарцисоидност во него и хипертрофија на егото. Тоа се две тешки особини, и ако имаш такви пријатели, да бегаш од нив. Значи ќе направиме такво нешто и во Струмица во Ќе догледен период. направиме кога вие сакате, Така ќе ви е. зборам за за законите на мајката природа, малку на поширок аудиториум. Сметам дека секој припадник на мајката земја планета треба да ги познава законите на мајката природа, така. за да си го направи животот поквалитетен и подолг. Така. Предпоставам работите и на нешто ново и ќе имаме уште многу убави поводи за вакви убави разговори, а кога ќе дојде денот за тоа предавање, ние благовремено ќе ги информираме нашите гледачи имам- дека Методиче Преганов доаѓа во дека се Струмица. фалам. Така? Моментално 3 книги во печат. Браво. Да, Браво така за да вас. се надевам дека ќе достигнам бројката до 70. Одлично. Не знам дали имате во Македонија некој кој напишал, Така. ама мојот соработник Стручни Дикман, книги не верувам дека има, Дикман има вака само ми рече, има еден Nous сам. sommes fous, le seul fou dans le monde. Така. Ние сме единствените будали во светот кои сме напишале толку книги. Да, И до тоа тоа јас сум- будали го ставате Јас сум во благодарен во- затоа што тоа е во наводници ги. тоа ми е секојдневие. Господине Чепреганов, ви благодарам за разговорот. Благодарам и јас, учеството поздрав на во сите емисијава. мои струмиџани и да бидам искрен, многу ми фалеше Струмица. Така. И ти, и Виктор, и Пеликатник и така. Добро. Уште еднаш благодарам, ви посакувам добро здравје, долг И живот. Сонја да не заборам. Како? Така. Соничка и мојата докторка Алис. Добро. Тоа се мои Ви благодарам уште еднаш. луѓе со Ви кои посакувам многу поминам успеха ова. во понатамошната кариера. Се гледаме следниот пат со уште една промоција Овие на книга. А овие да одат- одат на вистинската адреса. Таму кај треба. Да. Благодарам многу. Благодарам. И Почитувани гледачи. уште еднаш може ли да кажам кој сака, доктор, нека дојде, ќе биде почастен со книга. Така. Без пари. Така. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава, со снимка од отворањето на новата градска уметничка галерија во Струмица.